Велам повторно добро утро за сите оние кои што токму сега се вклучија на фреквенцијата на телеканал А1. Вие ја следите утринската програма на Словена како утрински пулс. Би сакала на самиот старт од вториот дел да ве известам дека телефонскиот број 034-331-223 е отворен и доколку имате некаков коментар или пак некаква тема со која што со нас сакате да ја споделите или веќе во некое наредно издание на утрински пулс заедно со нас овде во студиото да ги известите за нешто граѓаните или пак да споделите заедно со нас и со нив, можете слободно тоа да го направите на 331-223 или пак преку нашиот мејл info.telekanal1@gmail.com. Исто така денес е 27 јануари, како што во првиот дел ве информирав, денес е меѓународниот ден на сеќавањето на Холокаустот, кој што се случил во Аушвиц, каде што за жал починале многу бројни невини евреи по наредба на Хитлер во Втората светска војна. Исто така денешниот ден е многу познат по тоа што на 27 јануари во 1756 година е роден Моцарт, кој што е врвен композитор, кој што благодарение на нему се напишани многу опери и кој што има многу придонесено за класичната музика. Исто така пак на денешниот 27 јануари е починат Джузепе Верди, кој што исто така е истакнат италијански композитор кој што напишал премногу опери кои што и ден денес се свираат широм светот и кои што се преубави како за нашето уво, така и за слушањето на класичната музика. Ние продолжуваме понатаму, каде што во вториот дел ќе слушнеме низа на интересни информации, пред се прилози кои што ви ги подготви утринската редакција и оној дел со гостин во студиото, кога ви го најавувам доктор Митко Киров, со кого што зборувавме за превенцијата, за симптомите и за лечењето на ракот на грлото на матката, бидејќи оваа недела е Европска недела за заштита, превенција и борбата против ракот на грлото на матката. Меѓутоа, со доктор Митко Киров од гинеколошкото оделение од Општа болница Струмица, нешто подоцна, а сега во почетокот стартуваме со последните информации од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, каде што во минатата година најмногу поплаки во оваа агенција имало од страна на граѓаните за високи сметки кои што им стигнале или евентуално од мобилните оператори или пак од некои фирми кои што нудат интернет. АЕК исто така ги информира граѓаните доколку имаат некакво, еве да речеме, нарушено право или пак доколку сакаат да пријават евентуални проблеми кои што се поврзани со високи сметки кои што според граѓаните не се реално направени или пак имак некаков проблем со интернет конекцијата или пак нарушување на некаков договор, може тоа да го направат на бесплатниот телефонски број 190, да се јават во Агенцијата за електронски комуникации и да го пријават евентуалниот проблем. А во продолжение да ги слушнеме деталните информации за што најмногу се жалат граѓаните во АЕК и како може да го направат тоа. Високите сметки од операторите на телекомуникацијскиот пазар се најчесто пријавувани проблеми во Агенцијата за електронски комуникации во минатата година, пошто следат приговорите за неквалитетна услуга, ненавремена услуга, прекин, роаминг. Според директорот на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриевски, поплаките за сметки од граѓаните најчесто се неоправдани. Оправдувањата се дека некој ненамерно вклучил интернет, односно дека сметките се направени ненамерно, рече Димитриевски на пресконференција одговарајќи на новинарски прашања. Во контакт центарот 190 на Агенцијата за електронски комуникации лани имало 8410 повици, за 982 е поведена постапка за спор, а повеќе од 85% од споровите се затворени. Анализите на АЕК покажуваат дека 20% од пријавите се за услуги во говорната мобилна телефонија, а на второ место се споровите за интернет услугите во мобилната телефонија со околу 18%. Можеме да констатираме дека покриеноста со сигнал и квалитетот на сигнал е поле кое треба и понатаму да се унапредува за корисниците да добијат услуга од која навистина ќе бидат задоволни, истакна Димитриевски, посочувајќи дека барањата за квалитетни услуги за мобилен интернет покажуваат дека граѓаните во Македонија се повеќе користат интернет не само во вообичаената комуникација, туку и во бизнисот.
На роуминг услуги во мобилната телефонија отпаѓаат само 5,5% од споровите, што според Димитриевски е резултат на активностите што АЕК ги презела изминатите години. Во услови на зголемени патувања на граѓаните, бројот на приговори е намален за 39% во 2016 во споредба со 2015 година. Во 2015 година АЕК ги обврза операторите да ги известуваат корисниците со СМС порака за надминати 1000 денари во дата роуминг и 3000 денари за разговори, со што се навремено известени за евентуално настанување високи сметки во роуминг или се избегнуваат како резултат на случај на невнимателност на корисниците, потсети директорот на АЕК. Контакт центарот во АЕК функционира од мај 2010 година со цел да се обезбеди подобра комуникација со корисниците на телекомуникацијски услуги. Анкетата на агенцијата покажала дека свесноста на корисниците за контакт центарот 190 е зголемена, односно од 2,2% од испитаниците на 8,4% во минатата година. На бројот 190, сите корисници на услугите на телекомуникацијските оператори можат да пријават евентуални проблеми со она што е во доменот на електронските комуникации, мобилната и фиксна телефонија, мобилен и фиксен интернет и телевизијата во земјава. Ете така, почитувани мои, слушавме на што најмногу се жалаат граѓаните, како нивното право било прекршено или пак како според нив тие биле повредени, односно имале евентуални проблеми кои што ги пријавиле во Агенцијата за електронски комуникации. Еве еден апел и до вас, доколку и вие сметате дека некако вашето право од страна на мобилните оператори, телефонската услуга или пак од интернет фирмите некако е повредено, можете тоа да го направите на бројот 190 да се јавите и да пријавите евентуален проблем. Ние продолжуваме понатаму со уште една интересна тема која што се случи неодамна во Скопје, односно млада скопјанка се породи во автомобилот на својот сопруг точно пред самиот влез на гинеколошкото на клиниката за гинекологија. Детето е здраво, родилката е здрава, се е во најдобар ред, меѓутоа исто така пред една година тоа се случи и во Струмица, односно Радовишанка не издржала до гинеколошкото оделение во Општа болница Струмица и се породила во возилото за брза помош, иако и ова Радовишанка и незиното бебе се во најдобар ред. Сепак лекарите велат дека иако ретко се случуваат овие случаи, сепак може на неколку месеци да се случат, не е ништо страшно. Потоа лекарите ги превземат, ги третираат и нормално ги сместуваат во болница и родилката и бебето. Меѓутоа деталите ќе ги дознаеме повеќе во продолжение. Помлада скопјанка се породи завчера околу пладне во автомобил на само неколку метри од влезот на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Трудницата успеала да стаса до пред клиниката со автомобил што го управувал најверојатно нејзиниот сопруг, но наместо во родилна сала, бебето не можело веќе да чека и се родило на задното седиште од автомобилот. Веднаш притрчавме да помогнеме и со количка ги изнесовме и родилката и бебето кое само што беше родено и плачеше. Жената ја примија веднаш лекарите во приемното оделение за итни случаи, пошто ја префрлија во родилна сала. Ова не е прв пат. Пред само 2 недели уште една трудница од Скопје се породила во такси возило, кое ја носело на породување, велат вработените на клиниката. Во родилната сала веднаш бил применет протоколот за породување во вакви случаи и биле преземени сите мерки за безбедност и на родилката и на бебето, кои, како што дознавме, се во добра здравствена состојба. Таму била пресечена и папочната врвца. На клиниката се раѓаат речиси 5000 бебиња годишно. Официјални информации за случајот се уште нема. Од оваа установа потврдија дека пациентката се породила пред клиниката, а дека тоа се случувало и порано. Сличен случај на породена жена пред да влезе во болница имаше пред година дена во Струмица. Радовишанка се беше породила во автомобилот за брза помош, пошто беше прегледана и префрлена на породилното оделение во Струмица. Лекарите велат дека иако е ретко, но сепак се случуваат и такви породувања, кои за среќа се без лоши последици.
Така е, почитувани, лекарите секојдневно се соочуваат со интересни случаи и лекарите вредно си работат својата работа и тука се за нас, за граѓаните, и секојдневно апелираат да си го чуваме нашето здравје, да вршиме редовни лекарски прегледи барем кај своите матични лекари, да конзумираме здрава и лесна храна, пред се повеќе овошје и зеленчук, а во овој период на грип и на зголемена вируса од варичела апелираат исто така редовно да се мијат рацете и да се проветрува задолжително просторијата каде што има повеќе народ, особено во училниците или пак во канцелариите каде што има повеќе вработени, односно во повисоките, поголемите простории. Ние продолжуваме понатаму, одиме со една кратка музичка пауза, односно ќе слушнеме една прекрасна музичка песна во продолжение, а веднаш потоа се враќаме со останатите содржини кои што ви ги подготви утринската редакција за ова утро. Почитувани, ја проследивме музичката номера по изборот режија. Ние продолжуваме понатаму со останатите прилози кои што ви ги подготвив за ова утро. Потребата и конзумацијата на органското производство се зголемува секојдневно како во земјава, така и во Европа, па дури и во светот. Меѓутоа, како ќе бидеме сигурни дали производот кој што го купуваме е навистина органски? Пред да го платиме, дознаете во продолжение од прилогот. Пред да платите поскапо за некој производ што се продава како органски, заинтересирајте се дали навистина е така произведен. Секој органски производ, без разлика дали е во свежа состојба или е преработен, јасно е означен со ознаката за органски производ која гарантира дека ги задоволува стандардите за органско производство. Доколку на производот ја нема оваа ознака, тој не е органски произведен производ, се објаснува на сајтот на проектот Органски свет. Во Македонија органската храна се означува со сонце околу кое вирее фиданка. Органските производи подлежат на контроли, како и другите што се нудат на пазарот. Органските производи се одгледани на незагадена почва и произведени со методи што не се штетни по здравјето на луѓето, животната средина и природната рамнотежа. При органскиот начин на производство и преработка на храна и се дава предност на употребата на материи и производи што се добиени на природен начин. Употребата на вештачки ѓубрива, хемиски пестициди, хормони, конзерванси, адитиви, генетички модифицирани плодови и состојки или други синтетички материи е сведена на минимум, односно во најголемиот дел е недозволена. Но и покрај тоа, анализите во Државна фотосанитарна лабораторија покажале дека на пазарот се наоѓаат органски производи што се неисправни или со повеќе остатоци од пестициди или пак третирани со несоодветна заштита. Во Македонија законски е забранета употребата на термини, например еко, био и еколошки, и сите префикси, суфикси, кратенки или нивни комбинации изведени од терминот органско, што може да го доведат во заблуда потрошувачот по прашање на видот на производството. Од тука само органските производи што се увезени можат да бидат означени како еколошки, биолошки и слично, во согласност со усвоениот термин од страна на земјите од кои потекнуваат овие производи. Например, во Хрватска, наведува Органски свет, органските производи се именуваат како еколошки производи, додека во Бугарија се означени како биологически производи. Инаку, храната што е органски произведена содржи повеќе природни хранливи материи, помалку штетни нитрати, ја минимизира изложеноста на пестициди, има помалку адитиви, нема хормони, генетички модифицирани организми, антибиотици и други синтетични лекови. Како да ја препознаете органската храна? Секој органски производ, без разлика дали е во свежа состојба или е преработен, е јасно означен со ознаката за органски производ која гарантира дека ги задоволува стандардите за органско производство. Доколку на производот ја нема оваа ознака, тој не е органски произведен производ. Во Македонија органската храна се означува со сонце околу кое вирее фиданка, како што е прикажано на сликата десно. Кога ќе наидете на производ со оваа ознака, бидете сигурни дека се работи за органски производ.
Европската Унија има сопствена ознака за органски производи. Како што е прикажано на сликата десно, таа има облик на лист составен од звезди кои се преземени од знамето на Европската Унија. Оваа ознака можете да ја сретнете на производи кои се увезени на нашиот пазар од Европската Унија. Интересен е фактот што побарувачката на органски производи на светско ниво постојано расте. Истото може да се каже и за кај нас. Граѓаните бараат на пазарите и во подобро снабдените маркети повеќе органски произведени продукти, особено овошје и зеленчук. Се повеќе потрошувачи ги препознаваат придобивките од органската храна. Како резултат на ова, пазарот на органски производи е пораснат од 15 милиарди долари во 1999 година на 72 милиарди долари во 2013 година. Органската храна е произведена на строго контролиран начин со цел да се заштити здравјето на луѓето и животната средина. Органските производи не смеат да содржат генетски модифицирани организми, не се прскани со синтетички пестициди и лесно топливи минерални ѓубрива, не смеат да содржат дополнително додадени засладувачи, ароми, бои и емулгатори, како и помошни адитиви кои се забранети. Животните мораат да бидат хранети со храна од органско производство без употреба на антибиотици. Органската храна е многу поздрава за конзумирање и секако доколку конзумираме редовно и се грижиме нели што јадеме, ќе бидеме многу поздрави и така ќе се грижиме за нашето здравје. Меѓутоа исто така производството на органска храна ја штити и животната средина. Повеќе детали во продолжение. Со внесување органски производи во секојдневната исхрана ќе придонесете за избегнување штетни материи, зачувување на вашето здравје и здравјето на вашите најблиски. Органските производи содржат повеќе природни хранливи материи, како што се природните шеќери, витамин С, каротиноиди, антиоксиданси и поголеми количини минерални материи, како калциум, магнезиум и железо. Например, органското млеко содржи повеќе омега-3 масни киселини, а органските компери содржат повеќе витамин С. Еден од најмокрите антиоксиданси, ресвератролот, често се сретнува во органските производи, а се смета дека ги штити крвните садови. Органските производи содржат помалку штетни нитрати. Студиите покажуваат дека органските листести зеленчуци, например зелка, спанак, марула, магдонос, содржат 10 до 40% помалку нитрати, поради неупотребата на вештачки ѓубрива во производството. Тие ја минимизираат вашата изложеност на пестициди. Во конвенционалното земјоделско производство се употребуваат повеќе од 400 различни пестициди, па нивните остатоци честопати се присутни и во храната, и тие можат да предизвикаат нарушување на здравјето. Најдобар начин да се одбегнат овие хемиски пестициди е со користење на органски производи во чие производство нивната употреба не е дозволена. Органските производи имаат помалку адитиви. Одредени адитиви на храната можат да бидат канцерогени или да предизвикаат други видови на нарушувања, како например хиперактивност кај децата. Во производството на храна во Европската Унија се користат 290 адитиви, додека пак во производството на органска храна е дозволено да се користат само 32 строго определени адитиви. Поради оваа причина може да се каже дека органската храна има поприроден мирис, вкус и боја. Органските производи немаат хормони, генетски модифицирани организми, антибиотици и други синтетички лекови. Синтетичките лекови што се користат во неорганското производство на храна може да предизвикаат рак или развој на бактерии кои се отпорни на антибиотици. Во органското производство се забранети ваквите лекови, хормони и генетски модифицирани плодови или состојки. Органскиот начин на производство на храна ја одржува стабилноста на екосистемите преку минимално загадување на животната средина. Избирајќи органска храна, помагате да не се загадуваат почвата и водата.
Со органскиот начин на производство на храна се одржува стабилност на екосистемите, преку минимално загадување на животната средина. Ова се врши и преку исклучување на употребата на вештачки ѓубрива и хемиски пестициди, за чие производство се трошат големи количества енергија и кои може да ја загадат почвата и водите. Не се осиромашува почвата. Органските фармери употребуваат природни ѓубрива и тоа најмногу арско ѓубриво, како и компост добиен по пат на рециклажа на отпадните материи. Еден од главните принципи на органското производство на храна е ротацијата на повеќе видови на растителни култури, со цел да се избегне осиромашување на почвата од хранливите материи, како и развојот на болести. Се заштедува енергија. Можната употреба на надворешни извори на енергија се сведува на минимум. Ова се врши и преку исклучување на употребата на вештачки ѓубрива и хемиски пестициди, за чие производство се трошат големи количества енергија. Наместо тоа, органските фармери употребуваат природни ѓубрива. Се избегнува ширење болести. Органското производство користи природни непријатели на штетниците и болестите, вклучувајќи и корисни видови инсекти, како и ротација на повеќе видови на растителни култури на земјоделските површини. Се поттикнува добар однос кон животните. Системот на органското производство на храна води исклучителна грижа за благосостојбата на животните. Животните се напасуваат на незагадени високопланински пасишта, а на органските фарми им е овозможено слободно движење и природно однесување. Производители на органска храна, односно органски продукти, посебно овошје и зеленчук, имаме и во Струмица, така да доколку убаво се распрашате или пак доколку ги познавате производителите, можете да се снабдете и во Струмица со органска храна. Ние овде ќе направиме уште една кратка музичка пауза, односно одиме со една прекрасна песна по избор од режија, веднаш потоа ќе ги видите флеш вестите и првиот блок на реклами, односно првите утрински реклами. А веднаш потоа се враќаме во студиото со нашата денешна тема, односно Европската недела на превенција и борба против рак на грлото на матката. Останете со нас до самиот крај. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort,
près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Назад сме во студиото, продолжуваме понатаму, а како што во текот на целата емисија ве информирам, оваа недела е Европска недела за превенција и борба против рак на грлото на матката. Се зголемува бројот на заболени од рак на грло на матка, околу 300 жени годишно во земјава заболуваат од рак на грло на матка. За половина од нив болеста е фатална. Според лекарите, единствен начин да се спречи ова болест се редовните гинеколошки прегледи со ПАП тестови, но и вакцинацијата. Околу 300 жени годишно во земјава. Исто така, единствен начин да се спречи ова болест се редовни гинеколошки прегледи со ПАП тестови, но и вакцинацијата. ХПВ вакцината во Македонија, која е задолжителна за девојчињата на 12 годишна возраст. ХПВ инфекцијата најчесто се пренесува преку сексуален однос, а во земјава ракот на грлото на матката е меѓу најчестите малигни заболувања и втора причина за смрт од рак кај жената, после ракот на дојка. Ракот на грлото на матката е и глобален проблем. Во светски размери годишно се регистрираат околу 500.000 нови случаи, а дури 300.000 завршуваат за жал со смрт.
Ние вчера го посетивме доктор Митко Киров, кој што гинеколог специјалист во гинеколошкото оделение при Општа болница Струмица, со кого разговаравме токму на оваа тема за симптомите, превенцијата и лекувањето на ракот на грло на матката. Како што вели тој, најдобро е да се прават редовни гинеколошки прегледи, пап тестови, меѓутоа деталите погледнете ги во продолжение. Добар ден, доктор Киров, и благодарам за одвоеното време пред се за нашите гледачи кои што посебно еве од женската популација ќе ги интересира. Ова недела се чествува како светска недела за борба против рак на грлото на матката. Каква е ситуацијата овде во Југоистокот, во Струмица, како се нашите дами на оваа тема, како да извршат превенцијата за да не стигне до најлошото, најнепосакуваното? Значи, медицината ја има добиено војната против карциномот на грлото на матката. За жал, има огромен број на смртни случаи, голем број жени го губат животот од немарност, ненавремено прегледување и така натаму. Самиот карцином на грлото на матката е долгорочен процес, не настанува одеднаш. Значи, само во исклучок на така наречен еден спреј карцином, кој од стартот е малигнен процес. Другите има предканцерогени промени кои што се јавуваат на клетките и поминуваат низ секој посебна фаза. Да кажеме, порано, по старата номенклатура, тоа беа дисплазиите, дисплазија од лесен степен, среден степен и тежок степен, односно дисплазија градус гравис, медис и левис. Тие во нова номенклатура се во цинови. Цин 1, цин 2, цин 3 и ќе ги кажем понатаму како се градуират. Односно во превод или кратенката цин значи цервикална интраепителијална неоплазија. Тоа е лезија на клетките. Исто цин 1 е лесен степен на дисплазија, цин 2 е среден и цин 3 тежок. Од еден стадиум до друг, додека да помине, некада треба од прилика 24-25 месеца. Тоа е долг период, значи од цин 1 до цин 2 до цин 3, па наредниот стадиум е плочест карцином или CA in situ. До оваа фаза сите се, иако покажуваат клетките малигни промени, се понашат како бенигни. До тука се рачунат и во овој дел се добива битката. Значи една жена за овој треба да добие, значи прав карцином инвазивен, некаде после 6-та година, од првиот цин 1, цин 2, цин 3, карцином инситу или површински или плочист карцином, каде што не е пробиена базалната мембрана и понатаму иде микроинвазивен и инвазивен карцином со метастази на околните органи околу грлото на матката. И затоа викам, тука ни е на нас добиена битката во овој период. До плочестиот карцином на површинскиот CA in situ, кај што оперативно се решава со една обична конизација. И ништо друго. Веќе во натамошните фази, тоа оде со порадикални операции, кои што не завршуваат само со оперативниот третман, него понатаму има кај пациентката и зрачење, односно завршуваат на радиолошки институт, а кај некои зависи од промените и за кој тип на карцином се работи, користат се дава ова цитостатска или хемотерапија. За овој тип, за ова проблематика, значи, многу е битно жената да се оди редовно на контроли, редовно да се зима брисови, да се прави понатаму кај некои што се посумливи колпоскопски преглед и на крајот да се прави биопсија. Од биопсијата веќе има најточен резултат и тоа се прави циљена биопсија, се пробојува грлото на матката со луголов, односно шлиров реагенс. Имаме и од негативни зони. Грлото кога го гледаш цело е темно, ово е темно кафеаво. А овие зони се бели, односно кај што луголовиот раствор не може да се фати со гликогенот. Значи на ова место има канцерогени клетки кои што го користат, они многу побрзо се делат од нормалните клетки, го користат гликогенот како извор на енергија и тие остануваат бели. И точно од тие места се зима биоптичен материјал
и на хистолошка верификација се утврдува за каков тип на карцином се работи, односно колку е пробојот према длабочината, према базалната мембрана. Значи треба редовни контроли и тоа кај помладите. Оти границата е намалена. Порано беа жени меѓу 40-45 годишна возраст, сега се тоа пациентки под 30, а имаме и под 20 годишна возраст. Зошто е тоа така? Затоа што има неколку причини како настапува, кои се причините за настапување на карциномот на грлото на матката. Тоа се најчесто инфекциите. Инфекцијата може да биде бактериска, може да биде паразитарна и вирусна. Вирусната е веќе на во најново време, нели, овие вирусите Human Papilloma вирус, ХПВ, од кои ги има околу 780 врсти, од кои што само едно 10-15 се високоризични вируси, кај кои се прави и типизација кај тие за пациентки, за да знаеме за кој тип на вирус се работи. Значи, Human Papilloma вирус е во последно време најчестиот предизвикател на овој карциномот на грлото на матката. Има и други инфекции, меѓутоа не. Многу е битно инфекциите како настануваат, за тоа што настануваат во кога се најсексуално активни пациентки, тоа се помлади пациентки, настанува кај пациентките кои што имат повеќе сексуални партнери. Значи, што ми имат повеќе сексуални партнери, повеќе се изложени на инфекција, на инфекции кои што се пренесуват преку сексуален пат. Друго, намалена е границата на стапување во сексуални односи кај младината. Значи, порано, 16-17 години, ова сега многу е порано, па имаме и породување на 15-16 годишни возраст, што значи колку порано стапуваат во сексуални односи, толку е почести се инфекциите, порано почнуваат и затоа ни се намалува граница на место 35-40 години, има сега 19-20 години и кога се фаќа во рана фаза, завршуваат пациентите со конизација. И сега имаме втор проблем, тие жени немат деца. Па тука треба да се прави конизација, кај тие пациенти па остануваат бремени, па после друг проблем, ќе ја износуват, не ја износуват бременството, има инсуфициенција на грлото на матката, нема, треба се разплаш, не треба се разплаш. И значи комплицирана една работа. И пак ќе кажам, добиена е војната против овој тип на карцином, бидејќи му треба 6-7 години од првите промени на клетките до појава на прав карцином, тоа е период околу 6-7 години. Значи, додека за овој период да доаѓаат жените на превид, ќе се открие во рана фаза и готово, завршена е сата работа. А за жал тука доаѓаат жените кои што веќе имат проблем, или осеќаат болки, или имат контактни крварења. За време на однос прекрварува жената и прво што ќе те дојде на преглед, гледаш промена на грлото на матката, кои што се веќе видливи и без да взимаш ни бриз, ни биопсија, ни материал, гледаш што ти се работи за карцином, а штом го визуелно го гледаш, веќе е он во напредната форма. Што е жално. Например, за оваа проблематика, може некој пат сум кажал и пак ќе кажам, најдобро изрегулирано во Коста-Рика. Таму има двајца професори гинеколози кои на времето се ја земали работата. Едниот професор Кубли, другиот професор Алварес. Закон има донесено да секоја жена годишно обавезно мора да оди, како што и одат нашите деца тука на вакцинација, таму добиват листчина, жената мора да оде на гинеколошки преглед за земање на брисови. Тоа е превентивно, за што порано откривање, како скрининг методи се тие за порано откривање на овој тип на заболување кај жената, кој за жал е многу чест, бавно напредува, а многу брзо завршува. Значи има додека да дојде, откога ќе се верифицира веќе стадиум трет, тоа на жената им стана многу кратко време за живот, што е трагедија. И што нема причина да дојдете овде, бидејќи ви сами рековте дека тоа е еден долг период од минимум 6 години кога може да се реагира
за да може да се спречи. Сега би сакала ме интересира како еве дамите да приметат дека нешто се случува со нивното тело доколку редовно не одат на преглед. Кои промени тие може да ги чувствуваат нели во своето тело или во својата матка за да сватат дека нешто се случува, а нели доколку не одат на преглед за да имаат некаков поглед. За жал, другите типови на карциноми кои се свртни во гениталните карциноми, дали е тоа на телото на матката или на јајниците, на овариното, има побрза симптоматологија. За разлика од нив, процесот на карцином на грлото на матката е многу подмукла болест. Одреден период жената не осеќа ништо. Еден од првите проблеми кај што осеќа има појачено бело пране, бело перење што викаме, и има контактни карварења за време на однос, има точкасти карварења. И сега ако се тоа занемари во овој период, ово си понатаму си продолжува. Значи се што ќе приматат на појачена секреција од гениталните органи во одна работа и контактни карварења за време на односи, жената обавезно треба да дојде на гинеколошки преглед. Папа тестот е нели бесплатен, колку годишно се прави една жена доколку има или нема некакви? Сега зависи од претходниот пап тест, од претходните значи. Еден податок да кажем, значи порано кога ротиравме, кога значи беше медицински центар, не општа болница, работевме во диспансерот на жени, кај што сега се матичните, па и еден дел тука на оделението. Значи имаше тогаш акции од работните систематски прегледи. Значи доаѓаа жените, да кажеме, електростопанство на Македонија, цела недела ќе се земеше брз. Наредната неделя ЗИК Струмица, да кажеме, третата недела Стопанска банка и така натаму. Значи после еден период пред 10 години имаше едно законско решение така да бесплатен пап тест во цела Македонија беше донесено од владата и тогаш жени кои што никогаш мислеа оти се плаќа, не се плаќа, доаѓа, направивме огромен број на пап тестови, сите колеги тука од оделението. Значи дневно се зима, еден ден зимавме над 100-120, значи на 2 стола работевме доле со сестри со стакленцово и над 120-30 рани случаи на почетен карцином на грлото на матката ние во тој период откривме од тие систематски прегледи. Замисли, сега тие жени не доаѓаат. Сега кога има проблем веќе многу касно. Многу касно. За разлика од другите карциноми, кај например на телото на матката жената прекарварува, а овие карциноми се во покасна возраст. Да кажеме жена нема менструација, една во менопауза, 1, 2, 3 години и прокарвари. Се направи тука кератажа експлоративна, ќе се пушти материјалот на испитување и имаш повратно дисплазии, атипични клетки, аденокарцином на ендометриум и така натаму. А овие другите се оваријалните се исто така прават карвање, расте стомовот кај жената, овие се огромни тумори со присуство на асцитна течност во стомах, така. Они побрзо дават симптоматологија за разлика од карциномот на грлото на матката, кој е многу подмукла болест. Многу. А кажав пак и се надоврзам, трае долг период додека да се развие, а после има многу бурен напредок. Оти ги зафаќа околните органи. Кои се околните органи? Тука најчесто мочниот, бешикта, дебело црево, премаливните јазли и после се шири на... Да. Тоа значи дека еден папа тест во годината не значи ништо, а може за тоа еден папа тест годишно нема проблем. Чак ако нема некакви проблеми, ако се најнормално, доволно и на 2 години во таа ситуација. Кај папа тест кои што имат некои сумнителни клетки, се повторува за 6 месеци да се види дали е тоа како резултат на некој воспаление кој што било претходно или не. Оти до промените цин-1, цин-2 се реверзибилни, односно до тука кога имунитетот кај женат, кога што викаме има вагинално милие чисто, без инфекции, реверзибилни се овие промени. Има цин-1, цин-2, цин-3, после наредно преглед нема. Значи се повраќаат. Веќе од карцином инситу на таму нема назад. Затоа викам тој период треба да се искористи и кај тие што имат сумнителни клетки се на 6 месеци. Сега ако
И на овој да се продолжува понатам колпоскопски преглед и се зема биопсија, како преги што кажа, за точно да се утврди дали е само на површината или имаме пробој. Шума има пробој на базална мембрана, почнала ова да се шири, да. Дали еве доколку некоја дама се случила со оваа болест, излечение може да води нормален живот? Да. Да. Има многу случаи, поготово сега во денешни услови со овие најновата апаратура на радиолошки институт со зрачна терапија има доста резултати. Со новите како се вика, бетатрони таму, има доста добар резултат и резултатот е добар кај жени колку што е порано откриен. Значи имаме до микроинвазивен карцином, кој што само почнал да има инвазија, до тука ако се заврши жената исто како да немала карцином. Значи, само со оперативно или само со додатна незначителна радиотерапија, жената си живее колку што е пишено и ги нема тие проблеми да ги има додека е жива. Може да води нормален. Сосема нормален живот. Па има во Струмица многу жени и девојки кои што има оперирани се, зрачни се, немат никаков проблем. Прават се редовни контроли на 6 месеца, на година време. И така, тука е добиена битката. Се е фактор време. Значи, во принцип, ова излечива болест доколку се открие на време и доколку самите пациентки бидат одговорни кон самите себе и прават редовни прегледи. Точно така. Точно така. А колку овде нели немаме официјална бројка, меѓутоа да речеме ако не дневно неделно се прават операции? За рака грлото на матката или пак еве такви превентивни Мисля, превентивата кај овие пациентки, скрининг методите веќе кај матичните гинекологи. Ова е во примарната здравствена заштита. И сега кога има случаеви, тука се прават иконизациите и операција. За понапредните, кога треба да се бават и лифни јази, која е по-радикална операција, одат на гинеколошка акушерска клиника во Скопје. Да. По-големите компликации за тоа што по-обсежни се и имат таму на располагање и други тимови, не се само овој гинеколозите, има некои и уролози се тука на дофат на рак, кога е малку зависи колку е прошена, како е прошен процесот. Останува да ви се благодарам за денешното излагање, ова вкупно, целосно и едукативно на ваше излагање кон нашите гледачи, пред се гледачки. Еве ќе им апелираме да прават редовни контроли, да не ја изоставуваат, бидејќи тоа може да им значи само живот за нив, а и пред се и другите околу нив, бидејќи доколку еден е заболен во семејството, сите околу се под стрес, се болни и не... Еден податок само преги кажав за Коста Рика како е, меѓутоа има една популација кај што има најмалку овој карцином на грлото на матката. Тоа се еврејките, значи Израел. И таму си има посебен третман на сексуалното живење. Пред менструација, за време на менструација и после менструација нема сексуални односи. Нема менување на партнери. Има посебен ритуал пред односите, тоа е купатела, банјне, минне и после односот. Значи, кажав, една од причините рано стапување во сексуално, тоа значи рани инфекции, промена на повеќе сексуални партнери, таму е тоа некако во рамки ставено и затоа го има најмалку цервикална карцином во Израел. Убаво е да се знае за податок. Чисто така на крајот да се биде за тоа и заштита. Заштита од инфекции, обавезно користење на кондоми. Најголемата заштита од пренесување на сексуалните преносливи болести кај жените.
Почитувани, да ги слушаме советите од лекарите, да ги правиме редовните прегледи кај нашите матични лекари и кај општиот матичен лекар, меѓутоа и кај нашиот матичен гинеколог. Зошто сето она кое што може да се спречи да се излекува, да поради нашата немарност или поради нашата мрза, народски речено, да можеме да го доведеме нашиот живот до опасност. Еднаш во годината се прави папа тестот, доколку нели нема ништо, или пак еве доколку нели не дај Боже има некаква почетна фаза, може да се третира и да се отстрани и подоцна да живееме нормален живот. Сите овие совети се надам дека нашите дами ќе ги применуваат и дека ќе си го заштитат својот живот, бидејќи ако ние самите не се грижиме за нашето здравје, нема кој друг да се грижи. Ние продолжуваме понатаму со останатите содржини, односно пред самиот крај, рецептот на денот, и верувам дека вредните домаќинки ќе го погледнат и доколку им се допадне овој викенд ќе имаат можност да го направат за своите најмили. На загреана тава на оган со маслиново масло запржете една црвена насечена пиперка. Една зелена или жолта, зависи каква имате во домот, но поубаво е да бидат во две бои за да биде поколоритно и убаво за очи јадењето. А во тавата на оган додајте и средна главица кромит и сечкана на ситни парчиња. Додајте и половина лажица сол, половина лажица црн пипер, пропржете ја убаво целата смеса и додајте 2 чешниња исечкан лук. На даска за сечкање поставете го месото, кое по ваш избор може да биде свинско или телешко. Посолете го убаво од двете страни и врз него нанесете свеж спанак, а потоа и претходно подготвената смеса со пиперки, а на самиот крај додајте и пармезан. Месото се ролува во ролат и се зацврстува со дрвени стапчиња за ражничи. Се сече на ролати и се пржи од двете страни додека зарумени, а потоа сите испржени ролат парчиња месо со пиперки се подпекуваат во рерна околу 15 на минути на температура од 180 степени Целзиусови. Сервирајте по ваша желба и уживајте во ролат од месо со пиперки. Бон апетит! Интересен рецепт, интересно, не ви одзема многу време, можете, еве викендот е цел пред нас, доколку имате малку повеќе слободно време, идеално да го подготвите ова несекојдневно јадење и да го послужите за своите најмили заедно за ручек или за вечере да уживате. Викендот е пред нас, се надвам дека веќе делумно вие испланирани, дека ќе уживате во него, иако според синоптичарите не очекува малку постудени утра, сепак денот за степен 2, односно денните температури ќе бидат повисоки. Овде некаде и самиот крај на Утрински пулс за ова петочно издание, и со денешната емисија ја заокружуваме оваа работна недела. Ви благодарам што и денес бевте дел од Утрински пулс, дека не следевте до самиот крај, и од понеделник продолжуваме со нови сили и со нови теми. На самиот крај го гледаме доза хумор, односно со смешно видео се одјавуваме и се надвам дека со насмевка ќе останете до понеделник наутро, кога ќе се дружиме повторно, односно од понеделник со колешката Ивана, па во текот на наредната недела, како што веќе ви напоменав, со нови теми, нови гости и нови прилози подготвени само за вас. Имајте убав ден и уште поубав викенд. Довидување.
La 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 ba da ba ba la da ba da da ba 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 da ba ba ba